Денес ке гледате. САД ја честитаа независноста на државата и најавија на тамошна поддршка на патот кон Европската Унија и зајакнување на демократските институции. Блинкен во ненајавена посета на Киев 6 месеци од почетокот на војната во Украина. А се променили односот помеѓу Турција и Русија по западните санкции. За ова и повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Државниот секретар на САД Ентони Блинкен и честиташе на Македонија 31 година независност, поздравувајќи го отварањето на пристапните преговори со Европската Унија. Блинкен рече, цитирам: "САД ќе продолжат да го поддржуваат нашиот сојузник Северна Македонија на незиниот европски пат во годините што следат. Нашите земји споделуваат демократски вредности и посветеност на човековите права кои стојат цврсти пред глобалните предизвици", рече Блинкен. А тој денес е во посета на Киев да ја покаже поддршката на САД за Украина 6 месеци по војната. Блинкен денес објави помош од 2,6 милиарди долари за Украина и 18 други земји во регионот, најпотенцијално изложени на ризик за идна руска агресија. Во таа сума се вклучени 675 милиони долари за дополнително оружје, муниција и опрема од залихите на одделот за одбрана на САД. Покрај тоа Блинкен ќе објави дека Стејт департментот бара од Конгресот да стави на располагање дополнителни 2 милиарди американски долари во долгорочни инвестиции во рамките на странско воено финансирање за да ја зајакне безбедноста на Украина и на 18 нејзини соседи. Тоа би ја довело војната помош на САД за Украина на приближно 15,2 милиарди долари од почетокот на администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден. Патувањето на Блинкен во Киев доаѓа пред годишното Генерално собрание на Обединетите нации, каде што светските лидери треба да се соберат за, како што рекоа американските власти, повод да ги потврдат принципите во повелбата на Обединетите нации за суверенитетот и територијалниот интегритет. Блинкен последен пат беше во Киев со Остин на 24 април. За време на тоа патување беше објавен планот американските дипломати да се вратат во Украина. Во март Блинкен се сретна со Кулеба на границата меѓу Полска и Украина. А како санкциите кои Западот ги воведува за Москва ги продлабочија врските меѓу Турција и Русија? Помошта за изградба на руската нуклеарна станица во Турција беше причината што Москва ја истакна на неодамнешниот трансфер на 5 милиарди долари во Турција со извештај дека ќе бидат испратени уште 10 милиарди долари. Инфузијата на тврда валута е добредојдена помош за претседателот Реџеп Тајип Ердоган, чија кампања за реизбор во 2023 година е погодена од падот на вредноста на лирата и инфлацијата од речиси 80%. Помагајќи и на Русија да ги избегне санкциите, Турција може да заработи приходи од платниот баланс, што ќе помогне да се поддржи лирата и да се намали инфлацијата. Нешто што ќе му помогне да победи на изборите. За да ги одбрани блиските врски со Владимир Путин, Ердоган одби да ги спроведе западните санкции против Русија. Неодамна во Сочи на Црното море двајцата лидери одржаа разговори за натамошно развивање на трговските врски. Турција двојно го зголеми извозот на руска нафта од почетокот на војната во Украина. Руските олигарси продолжуваат да ги чуваат нивните јахти на турските пристаништа, знаејќи дека турските власти нема да се обидат да ги запленат. Аналитичарите велат дека Ердоган стана значаен сојузник на Путин. Турција буквално стана црн витез. Во литературата тоа значи држава која е спремна да помогне санкционирана држава, барем да и ги олесни санкциите. Тоа може да и помогне на Русија да ги зголеми економските врски во време кога западните компании ја напуштаат државата. Турција и Обединетите нации постигнаа договор за извоз на украинско жито на светските пазари, а операциите за извоз се базирани во Истанбул. Ердоган вели дека договорот е негова заслуга, кој бил можен единствено поради неговите блиски врски со Путин. Но аналитичарите предупредуваат дека Путин може да ги искористи односот со Ердоган и растечката зависност од Русија за да ги заобиколи западните технолошки санкции, ставајќи ја Анкара во судир со незините сојузници. To me, the game breaker
is high technology. За мене клучна е високата технологија. Ако добро сваќам, и во граѓанскиот и во воениот сектор, на Русија е одбиен пристап до висока технологија, што многу се одразува на каналите за снабдување. Ако турските компании се користат за извоз на забранети производи, Турција ќе биде казнета. Аналитичарите предупредуваат дека во услови на слаба економија на Турција, санкциите би можеле да предизвикаат тешка финансиска криза. Истовремено, аналитичарите велат дека Ердоган се надева дека руската трговија и поддршка ќе обноват економијата во државата пред изборите следната година. А целите на рускиот председател Путин не се краткорочни и не се од мал обем, велат аналитичари кои неодамна одржаа меѓународна конференција во Охрид. Според нив, ако Путин успее во Украина, тоа може да биде сигнал и за одредени држави на Западен Балкан. Мики Трајковски. Регионот на Западен Балкан во периодот кој што следува треба да биде внимателен не само поради економската криза, туку и поради можни несакани безбедносни ризици, како резултат на војната во Украина, вели за Глас на Америка универзитетскиот професор од Црнагора Мехмедин Тахировиќ. Целите на рускиот председател Путин не се краткорочни и не се од мал обем, вели тој. Они су зацртани неговом доктрином. Тие се зацртани со неговата доктрина. Путин сака да го контролира неговото обкружување, но и оние држави со кои имаат одредена поврзаност во пансловенски облик, но и од аспект на историјата и минатото. Тоа се неговите амбиции. Европската унија е обединета, наместо да се разедини како што тој очекуваше. Сада најдоа консензус со Европската унија, наместо да биде спротивно како што тој очекуваше. Тахировиќ смета дека Северна Македонија, Црнагора и Босна и Херцеговина се најранливи во тој поглед. Конкретно мислим на територијалне одредени претензии. Мислам на одредени територијални претензии и национална негација кога се во прашање овие три држави. Оние мапи кои беа пласирани минатата година од страна на одредени субјекти во регионот може да бидат основа за нови амбиции и во тоа е клучот на рефлексијата на украинскиот проблем. Иако Путин успее во Украина, тоа може да биде сигнал за одредени држави во нашиот регион да тргнат по неговиот пат, се разбира со негова помош. Ако Путин не успее, тогаш ќе се обиде да го пренесе жариштето на некое друго место. Директорот на Джордж Маршал центарот вели дека засега тешко може да се предвиди какви ќе бидат понатамошните последици од војната во Украина. Тој вели дека интеграцијата на регионот во ЕУ е инструмент со кој може да се одговори на руските закани. Русија не ги користи ресурсите само против една земја, туку ги користи против сите земји во регионот. И она што можеме да го направиме преку соработка да делуваме во борбата против така наречените влијанија на сива зона, односно да ги искористиме нашите ресурси за да може да ги спречиме тие хибридни закани кои Русија моментално ги насочува кон регионот. Во контекст на украинската криза можни се повеќе сценарија кои не чекаат, вели Моника Беговиќ, председател на Атлантскиот совет на Хрватска, но безбедносниот аналитичар Елмас Хасановиќ не очекува да дојде до дестабилизација на регионот. Могу речи да и Европска унија. Но можам да кажам дека ЕУ и НАТО ги вложуваат сите своји сили и напори како би им помогнале на земјите членки во однос на сите можни сценарија кои не очекуваат. НАТО во безбедносна смисла, ЕУ во енергетска и економска смисла. Руското влијание било присутно и ќе биде присутно, тоа е моје мислење, бидејќи тие ги изјакнуваат своите хибридни закани, даваат поддршката кон така наречените патриотски здруженија, работа на теренот, но сметам дека нивното влијание е на некој начин оневозможено со нашето членство во НАТО. Овие ставови беа изнесени на меѓународна конференција улогата на НАТО во проектирањето на стабилноста на Западен Балкан, која неодамна се одржа во Охрид. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. А Бакингамската палата соопшти дека лекарите се загрижени за здравјето на кралицата Елизабета II. За развојот на оваа вест читајте на нашата веб страница. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Пријатно утре.